Добар ден, продолжуваме со подкастите на Делчево 365. Добре дојдовте. А добре дојде јас ќе им посакам на моите денешни гости, а тоа се гостите кои што неодамна беа наши гости, кои што најавија нешто во Делчево што се случуваше на 13 јуни и кои што остави доста добар белег и интерес кај граѓаните на Делчево. Мои вечерашни денешни гости се Никола Арсовски и Иванчо Новоселски, едни од организаторите и дел од музичкиот клуб Миле Спасевски, кој што ја организира музичката вечер на ретро-поп музика во Делчево. Добре дојдовте во денешното издание на подкастот. Ке разговараме денес за тоа што се случи, нели, како поминавте, кои се импресиите за вас, па и за граѓаните на Делчево. Како вие го гледавте сето тоа и како помина? Дали сте задоволни? Добро вечер, и кој ќе почне? Председател нека почне прв, па ќе се дополнувам. Благодарам. Добар ден за 365. Добар ден за сите гледачи кои што пратат порталот. И ќе им е мило многу што сега можеме да збориме и да кажуваме, па и да се пофалиме дека нешто убаво се случи на 13 јуни, односно на вечерта наречена ретро-рок поп вечер. Не е убаво, например, ние да кажеме како организатори дека бил убаво. Коментарите кажуваат сами по себе. Самите кажуваат дека стварно на 13 јуни се случило нешто убаво, кој што еден од посетителите на самата вечер ми рече: ви благодариме многу што не подсетивте и што не вративте 30 до 40 години назад, ви благодариме што не вративте во младоста и што направивте прекрасна вечер. Тоа беше најубавите зборови, не само одеден, него тоа се зборови и после настанот, другиот ден, значи позитивно, најпозитивно се зборише за оваа вечер, кој што ние како организатори, па и како учесници, како артисти, сме преблагодарни за тоа што го направи. И тука не застануваме, музички клуб Миле Спасевски продолжува и понатаму. Така, ќе најавиме нешто после што ќе се случува во иднина. Никола, кои се твоите импресии и впечатоци од вечерта? Така, јас не можам многу да кажам, бидејќи не останав во Делчево, се врати во Скопје. Немав контакти со луѓето од Делчево, за да може да ми ги пренесат своите импресии. Меѓутоа ќе го кажам своето лично видување на таа вечер. Имав таа чест и можност да бидам најпрвен еден од организаторите, потоа да бидам и учесник во две групи. Првата беше Нови талас во официјалниот дел, да кажам, а втората со настапот на група ТОП, која на некој начин ја збогати и даде посебен тон и шмек, мислам, на таа вечер. Од својот аспект, мислам дека помина добро таа вечер. Имаше некои технички мали проблеми, меѓутоа настанот беше во живо и тоа е нормално, дека мора да има одредени пропусти. Однос на репертоарот на групите, посебно сум задоволен што успеавме повеќе групи да ги анимираме и после извесен период од кога престанаа да музицираат, тоа некаде период можеби 30-35 години, повторно да ги активираме и да ги натераме да исвират дел од репертоарот кој во тој период го свирале. За кратко ќе се осврнам на секој од групите. Например, групата Ретекси, која настапи прва. Јас сум бил дете, не сум бил во можност да присуствувам на нивните настапи. Меѓутоа, од контактот со еден од членовите, Бранко Попчевски, кој како млад настапуваше во таа група, претежно изведувале репертоар од Мишо Ковач и од Оливер Драгоевич, тогаш во тој период биле едни од популарните југословенски пејачи, и се потрудивме исти дел од тој репертоар да го презентираме и навистина да покажеме дека тоа се Ретекси и настапувале со такви песни. Посебно ми е мило што успеавме и Брицови деца да ги реанимираме, иако во многу скратен состав. Сепак настапија и тоа со песни
кои во тој период беа популарни, како што беше рибја чорба. И даде посебен шмек и посебна благодарност до сите нив, затоа што навистина изненадија, се потрудија, вежбаа и дадоа, повторно ќе кажам, посебен дух на својот настап. Мислам дека како трети или четврти, не е битно, настапивме и ние Нови Талас. Ние во тој период имавме таа среќа да кога се формиравме, за прв пат почнаа да се појавуваат групите Црвена јабука, Плави оркестар, Валентино, Мерлин и буквално нашиот репертоар во тој период кога свиревме беа тие песни. Така што се подсетивме и ние и посебна чест и задоволство ми беше што дојде и нашиот трет член, односно шефот на групата Орци Ивановски, специјално допатува од Германија, сега посебен поздрав и благодарност до него што не овозможи, заедно со бубњарот Шоле од Каменица, да го доловиме Нови Талас во живо, како звучевме, со кои песни звучевме и да се подсетиме на убавите времиња. Слушајќи го Пацифик, еве го тука е шефот на групата Пацифик, председателот. И сакам јас да кажам за Пацифик. И ќе си каже за Пацифик, јас Пацифик ќе го скокнам. Значи ќе се префрлам на висок напон. Тоа се другари и пријатели кои се малце помлади од нас, кои се формира после нас, меѓутоа и они го фатија времето на периодот на Црвена јабука, на Мерлин, на буквално репертоарите ни се поклопува и на нас и на висок напон. И слободно можам да кажам дека еден од членовите на висок напон, свириме сега во групата Топ, и успеавме буквално дел од репертоарот што го свиревме во тој период да го пренесеме сега да го свири група Топ со збогатување на репертоарот од рибја чорба, парни ваљак и така натаму. За рок удар исто така можам да кажам пофални зборови. Тие дури се потрудија, јас се сеќавам и на нивниот лидер, за жал покојниот Јане, свира репертоарот Атомско склониште, кој за нас тогаш беше малце непозната тема. Меѓутоа и Дивља јагоде, што Дивља јагоде е една позната група која посебно ја ценам, се надевам дека оставија добар печаток. Јас бев презадоволен од нивниот настап, дури се сеќаваат сигурно тие што беа на настанот, а и тие што ги гледаа снимките, дека успеа дури да донесат и мотор во салата и на вистина мотори да изведат како што е во оригиналниот начин. И на крај посебен белег и посебна благодарност до Црни орли. За жал тројца од нив не успеа да дојдат. Миле е покоен веќе. Тоше, басистот, веќе во години и тешко настапуваше, меѓутоа нивниот бубњар исто така не беше во можност. Сепак Чарли го долови духот на Црни орли, подсетувајќи на убавите настани, на убавите времења кога ги слушавме, кога уживавме во нивната музика и навистина сите групи можам да ги пофалам дека го постигнаа максимумот и мислам дека делчевската публика и сите тие што на YouTube можат да не видат и да не слушнат, се задоволни и го доловивме повторно, ќе кажам, сето тоа што го свиревме и го постигнувавме во тој период. Накратко само сакам да се осврнам за периодот кога свиревме, ние минатиот пат не го кажавме, а мислам дека заслужува затоа што подоцна ќе зборуваме за идниот настан кој го спремаме, па како една кратка увертира. Ние го имавме тој пех или таа неможност да немаме голем избор на локали кај што настапувавме. Еве ќе се сети председателот, култно место кај што се свиреше и кај што навистина се случува квалитетни настани, беше Хотел Македонија, ресторанот во Хотел Македонија, кај што секој не можеше да свири. Значи тоа беше еден објект кај што настапувале многу квалитетни југословенски групи, зборам не толку познати како овие што ги наброив, меѓутоа се држеше до квалитет
Тука посебно би сакал да го пофалам директорот Златков, кој држаше едно реноме, држаше ниво на ресторанот и навистина допринесе да, како млади музичари, да слушнеме како југословенски музичари од тој период доаѓа и свирија квалитет. Втор објект кој можеше да се свири во тој период беше Мотолот Сандански, во кој настапуваа исто така повремено групи, меѓутоа одбрани групи. Се случуваше настани на базенот, каде што имаше одредени настани и тие беа трите култни места кај што можеше да се настапува. Не би сакал да се фалам, меѓутоа имавме таа можност и беше овозможено да настапиме во сите три објекти, а посебна чест и да задоволство ни беше кога настапувавме во Хотел Македонија. За разлика од денес, мене ми е посебно драго што во Делчево веќе има голем број на објекти, ресторани, кај што може да се настапува и кај што има жива музика. Дури сеќавајќи се пред подготвувајќи се за оваа емисија, мислам дека се 7 или 8 објекти каде што во моментот во Делчево може да се свири жива музика, што посебно ме радува и значи постои голема можност и сакаме да ги поттикнеме младите музичари од Делчево да се создаваат повеќе групи и да настапуваат што повеќе, да можеме да ги слушаме и нашите деца како што ние свиравме и да им се воодушевуваме и да уживаме во дивната музика. Така, Делчево сега е рекордер на живи свирки според бројот на жители, мислам во цела Македонија, во Делчево најмногу има така. Тоа посебно ме радува. Така, има каде да се истакнат и младите музичари, па и музичарите кои што некогаш музицираат. Со тоа што еве и прошли пат спомнавме со председателот, интенцијата на овој клуб Миле Спасевски, освен организирање на музички настани, е да го побудиме интересот кај помладите во Делчево, да почнат да се формираат музички групи како што ние бевме, со тоа што ќе се подрудиме ние во иднина да обезбедиме средства, да обезбедиме простор, да можат да имаат каде и да вежбаат. Ние бевме многу хендикепирани затоа што во тој период немавме толку можност, немавме парични средства, буквално се снаоѓавме по однос на музичка опрема. Сега е малце поинакво времето, постојат и поевтини се инструментите и постои голема можност да можеме да го задржат условно тој континуитет кој ние го почнавме и со кој условно кажано кубуревме со простор, а немавме ни доволно средства за квалитетни инструменти. Така. Ванчо? Само да дозволи да завршиш. Тоа е често да завршиш за Пацифик. Да, значи Пацифик формиран е 1981 година, во кој што за жал денес не се со нас првите членови кои што ја формиравме Пацифик, тоа е Јовица Пецов, Ванчо Николовски и Љупчо Гошевски, но тие што останавме после 30 години, па и може и повеќе, ние со 5-6 проби успеавме да настапиме, штом добивме аплауз од публиката, значи добро сме настапиле. После 35 години заедно пак една работа да се работи, значи сме биле пак во некаква кондиција. Пацифик беше група во која што стварно работевме на терен, работевме игранки и денеска се дружиме ние, јас, Тони и Славчо. Се надеваме дека Славчо веќе си и активно свири, гледам во други бендови, али ние, јас дома си свирам, Тони дома си има синот професионално се занимава со бубњеви, значи со музика, има студио во кој што прекрасно студио и детето е многу успешно свири со успешни групи. Тоа што можам да кажам за Пацифик. Да се вратиме на настанот. Така, значи, ги исполниле ли вашите очекувања сите групи и сите настани? Значи јас прво, како председател на музичкиот клуб Миле Спасевски, не треба да заборавиме да се заблагодариме. Прво на порталот 365 Валери Спасевски, кој што човекот стварно професионално си ја заврши работата, бидејќи без него ние ќе бевме анонимни и ви требаше да лепиме плакати по Делчево. Валери Спасевски од самиот почеток ќе се сложи поле, кој што
уште во идејата која што ја даде Коле, тогаш седнавме јас, Валери Коле и Зоран Стојковски, газата на Либеро, ресторант Либеро, и тргна приказка. Потоа да се заблагодариме на Аркодел лабораторија, тоа ни се спонзори кои што ни помогнаа. Заслужуваат да се Аркодел лабораторија, Родино Италија, голема благодарност. А студентски центар Скопје, голема благодарност. До Орце посебно. До Орце. Да. А кафе бар Валиум Делчево, Дејан. Ринджи компани Делчево, Маријан и ресторант Либеро Делчево, Зоран. Значи, голема благодарност уште еднаш што ни овозможија и што ни помогна да одржиме еден прекрасен настан во Делчево. Тоа е што можам да кажам околу спонзорите, што се однесува пак да се навратиме на таа вечер кој што помина. Вечерта помина како што помина, задоволни присутните, ние презадоволни кои што беме учесници и организатори, но тоа не треба да значи дека ова застанува. А музичкиот клуб Миле Спасевски, како што рече и Коле, има други идеи кои што, јас и разговарав и тоа го напомнав претходно во подкастот, дека сакаме, како што рече и Коле, да направиме една музичка соба во која што преку проекти кои што младите со што ви се обезбедили инструменти, со каде што младите би можеле да се занимаваат со музика. Тоа би ги тргнало и од телефоните, и од компјутерите, така да се дружат. И ќе им се овозможи на младите кои што немаат можност, кои што немаат простори и апарати, и инструменти, така да може да се исполнат својата желба. Па некогаш и ние кога ќе дојдеме, кога ќе се собереме, независно од тоа што свириме во различни групи, например, и со Ванчо да се видиме, и со Тони, и со шансата да седнеме, да музицираме. Сепак музиката нас не одржува, музиката ни е втора љубов, секој од нас има своји професии, ние сме изградени личности, меѓутоа никој од нас не се откажал од музиката и затоа повторно го будиме тој ентузијазам да продолжиме да свириме, бидејќи музиката нема години, музиката не познава граници, така што значи да музиката да продолжува и што повеќе и повеќе преку музиката и се дружиме и така што ми остави впечаток, тоа е многу убав гест, нели им дадовте признание и ги спомнавте многу од музичарите кои што веќе не се нели со нас. Вие дадовте белек на оваа музичка вечер и на тие луѓе, значи ги спомнавте, кажавте дека постоеле нели, дека музицирале и му дадовте една почит и на нив и на нивните семејства. Јас се надевам дека никој од покојните не беше изоставен. Дадовме навистина прекрасни плакети, повторно благодарност до Орце и студентскиот центар, а посебно сакам на Орце да му се заблагодарам за идејата што ја даде за наградите за музичките групи. Значи, лонгплей плочите беа негова идеја, негова креација и навистина сите беа воодушевени од плакетите или признаниците кои им беа оддадени. Посебна благодарност и на Ванчо Ѓорѓевски кој беше креатор на статуетките кои беа дадени на заслужните музичари, тие што успеа да протолкуваат, тие што многу не се музички подковани, да кажам дека тие статуетки всушност представуваат две дирки од синтесајзер или од клавир како сакате со црна дирка. Значи тоа е дел од клавиатура, го символизира настапот на Миле Спасевски кој знаеме сите дека беше врвен клавиатурист, професионалец дури, така што навистина се потруди и оригинално е признанието и нашите ценети музичари кои ги добијат тие признанија навистина ги заслужуваат и стварно се брои еден во Делчево и пошироко по однос на своите музички креации и доприноси за музиката. Кога сме кај покојните, значи, да, се сетивме на покојните, бидејќи тие се првите кои што сега не се со нас, но првите кои што ги формиравме групите, кои што работевме и кои што свиревме. И ќе беше многу, како да кажам,
како да се изразам, недобро ако ние не одадивме почит према тие луѓе. Така. И тие луѓе беа заедно со нас. И на тие луѓе искажавме почит. Добро е што прифатија и семејствата, во кои што се преблагодарни, дека не се заборавени, дека им се даваат почит, Така. им се даваат плакети кои што заслужуваат. Така, Имаше, ќе се надополнам, пошто на нашата маса кај што бевме сместени, беше и сопругата на Слободан Илиевски Цобе. Значи во моментот кога ја зема признаницата, потекоа и солзи, најверојатно се побудија емоциите за тоа што тој исто беше врвен музичар кој настапуваше скоро со секој од нас, ни даваше совети по однос на музицирање, по однос на свирење, исто на бубњарот Демиров. Сопругата беше тука, исто која прими и наградата, признаницата, исто имаше солзи, имаше емоции, така што тоа беше спој на емоции, на љубов кон музиката, на радост, дека еве тие живите музичари повторно се собравме, повторно музицираме, повторно се гледаме, буквално го вративме назад времето на минатиот век. љубави спомени за вас и за Делчевчани. Секако. Мислам дека таков настан во Македонија се нема случајно, пошироко не знам, не сум истражувал, меѓутоа во Македонија се нема случајно, на едно место после долг период да се соберат сите музички групи и да се видиме, да видиме кој како е, кој докаде стасал, што прави, да се дружиме, да пиеме кафе и тоа ќе продолжи, се надевам и ќе се одржуваме, ќе преку настани, преку ова сакаме да допринесеме да не згаснува музичката сцена во Делчев, затоа што се повеќе и повеќе се оди на тој комерцијален настап со една клавиатура и пејач. Значи го нема тој шмек на музичките групи каде што јас повторно ќе кажам, ќе сгреши клавиатуристот, ќе сгреши гитаристот, ќе се примети тоа. Тоа е шмекот на живата музика, значи не е ништо идеално. Така што ќе продолжиме, еве тука е председателот, мене посебно ме радува што и он е голем ентузијаст, значи го погодивме правиот човек по однос на активностите што ќе се преземаат, така што еве го сега можеме да преминеме доколку се согласува и да откриеме дел од вториот настан кој го спремаме. Така, причина што денес сме тука и Само кажуваме да се и тоа, навратам. нешто што треба да се најави. Да, Ајде, на вечер. повели. Добро. Председател, Најубаво. од емоции не може да дозволи да продолжиме понатаму и повторно не Се навраќа на... Се навраќа заради тоа што најбитното не го кажа. А тоа е? Што е најбитното? Најбитното е да, ние свиревме. Но ако од другата страна публиката беше Немаше само емоции, немаше да. смотрач, Да. значи немаше фидбек. Значи, најрадосни сме ние кога гледаме дека стварно свириме добро. Штом свириш добро и игра. И најубава коментар беше, значи се наиграв ова вечер, секоја чест. Значи, се играше, се веселеше и се подсеќавме на некогаш. Добро, ресторанот беше полн, речиси полн, со исклучок на една маса, мислам дека така беше слободно, другото се беше зафатено и стварно сите играа, сите беа задоволни, а ние посебно кога гледаме дека успеавме да ги анимираме после толков период и таа генерација што дојде не слуша, дојде доста и млади, што посебно ме радува. Да. Така што значи дека успеавме и тоа ни дава подстрек да продолжиме понатаму и ние ќе продолжиме. Да. Се надевам. Нема да застанеме тука. Се надевам. Да. Сега ќе откриеме ли што ќе се случува наредно? Еве нека почне председателот, па ако има нешто јас ќе додадам, Ајде. меѓутоа тоа ќе биде чисто, значи само некој краток увод, нема да откриеме детали затоа што Се уште е рано. да се случи наредната година и сме во фаза на преговори и разговори со луѓе кои треба да бидат активни членови за тој настан. Не сме одржале заеднички состанок, најавен не можевме, бевме спречени затоа што дел беа на одмори, беа професионално запатени. Меѓутоа сметам од мој аспект дека тоа ќе биде огромен проект, многу интересен и интенцијата на овој проект е да продолжи да се организира секоја година и да биде се помасовен и да биде се повеќе и повеќе посетен.
Така. Еве нека Повторно ли ќе биде вклучен на клубот Миле Спасевски во организацијата? Значи, точно ние како клуб, музички клуб Миле Спасевски, во секои активности ќе настапуваме како клуб Миле Спасевски. Така. Од нас и потекна, извини, идејата за овој настан. Да. Да, за овој настан. Имавме и понуда да се повтори настанот на летна сцена сега, но тоа е многу кратко и се станува, знаете, и досаден малку, ако веќе за толку краток период, еве се случува тоа. Но, седнавме, размисливме и предложивме. Што да биде поинтересно, што да остане голем белег, траен белег за општина Делчево, во кој што настан ќе биде единствен во Македонија кој што немало сега за сега таков настан, нема да откриеме што е тоа, бидејќи ќе работиме тој настан. Чи во соработка на музичкиот клуб Миле Спасевски и општина Делчево, каде ние одржавме еден состанок со градоначалникот на општина Делчево, господин Иван Гоцевски, и даде подршка да се одржи еден таков настан кој ќе стварно ќе даде голем белег и на општината, но и на регионот, но и на државата. Така да тоа е голем концепт, голем проект во кој што поставивме тоа да биде наредната година, 2027 година, бидејќи треба да се работи многу, треба да се организира за да биде успешен настанот. Ако не е успешен настанот, немаме каков белег да оставиме. И да оставаме после тоа традиција во Делчево, кој што ја мислам дека и Делчево како општина ќе се горди. Така, ќе откриеме ли малку повеќе? Повторно ли ќе биде поп, рок, музика? Вака, јас нема да навлегувам во детали, само ќе спомнам дека преговаравме од прилика за периодот кога треба да се одржи, значи повторно ќе биде летниот период, при крајот на месец јули. Учество ќе земат, кажам, поголем број на луѓе. Тоа треба да биде настан од типот како што имаше на времето Макфест, како што се одржува, значи еден таков проект спремаме, нема да кажам каква вид на музика ќе биде, кој ќе настапува, како ќе настапува. Ќе откриам дека преговараме со навистина ексклузивен гостин, да, гостин или гости група, која ќе го заокружи тој настан. И мислам дека сите ќе бидеме задоволни, посебно што, како што спомнавме на почетокот, тој ќе биде еден поголем проект, ќе учествуваат поголем број на луѓе. Дури размислуваме и најверојатно имаме и поддршка дека ќе биде на интернационално ниво, значи нема да биде на ниво само на Република Македонија, туку ќе биде, ќе имаме луѓе од регионот и од пошироко. Така. Ќе повикате ли на помош од некој, дали ќе повикате некој да ви помогне околу организацијата или сега се случува? Не. Значи, спонтано. Сега за сега не откриваме детали за тоа што повторно ќе кажам, треба прво да направиме состанок. Концепцијата како ќе се одвива од прилика ја имаме, меѓутоа тоа мора до детали да се разработи, значи да нема пропусти, за тоа и се работи цела година. Заборави председателот, еве јас ќе потенцирам. Предходниот настан ние го спремавме 2,5 месеци. Значи не беше настан спреман преку ноќ. Да. Значи одржувавме неколку состаноци, можда 5-6, се договаравме за ситници, за детали, се да биде значи на едно повисоко ниво, да не биде аматерско ниво, за да бидат луѓето задоволни, да ни дадат подстрек, ако биле задоволни да продолжиме. За овој настан, значи, еве, ќе го открием и тоа, градоначалникот имаше идеја сега на брзина да го направиме почетокот на август, меѓутоа не се согласивме, му кажавме дека сепак за таков грандиозен настан треба време, треба да разговараме со луѓето, треба да секој да си преземе своја одговорност, да работните задачи да си ги дефинираме и да можеме, значи, кога ќе се случи тој настан, да може да биде стварно настан за кој повторно ќе се кажам сериозен е настанот, нема да биде на аматерско ниво. Нема да биде туку така направен, туку нешто значи ќе се потрудиме да биде на вистина, повторно ќе кажам, настан кој ќе премине во традиција, и тоа со
председателот му кажуваме на градоначалникот, бидејќи ние сами не можеме, немаме финансиски средства, дека да не очекуваме тој настан да се случи наредната година и готово после тоа да престане, не. Значи ние ќе работиме се повеќе и повеќе да биде поголем и подобар и да може Делчево заслужува еден таков грандиозен настап како што на пример еве во Пехчево има настан кој се случува секоја година. Да. Во сите места, условно кажано во републиката, си имаат некој свој ден кој што има одбележување. Сега во Прилеп беше пиво фест, мислам Така, беше. во Кратов, Да, во секој град има нешто. Делчево ќе го има тој настан, Делчево го заслужува тој настан. Јас мислам дека сите вие ќе бидете изненадени пријатно и после извесен период ние повторно, ако се договориме со Валери, ќе седнеме, ќе разговараме, веќе ќе откриеме полека за што се работи, кои ни се идеите, кои ни се плановите и тоа ќе повикаме сите кои се во можност, кои ќе бидат заинтересирани, било каква помош, значи, е добре дојдена, за да можеме сепак тој настан не е само на музичкиот клуб Миле Спасовски, него ќе биде на цело Делчево, така што да се гордееме кога ќе бидеме домаќини на тој настан, да се покажеме како добри домаќини и да бидеме влезени во музичката карта на Македонија по однос на таков специфичен настан кој се нема случајно до сега во Македонија. Така, јас искрено се надевам дека ќе успеете да го исполните сето она што сте го замислиле. Треба многу да работите, треба многу да го осмислувате сето тоа како што ќе се случува и се надевам дека ќе имаме можност да го најавиме повторно во поблиска иднина. Па да, јас се надевам дека овој подкаст ќе биде само еден почеток на овој настан, Да. дека го ќе наговестим настанот. И мислам дека преку ова, за тоа рекол голема благодарност на порталот 365, нонстоп ме прати и тој самиот знае 4,5 сата даде ова, но во живо го пренесуваше самата вечер и мислам дека ќе биде нонстоп и тој со нас кој што ќе ни даде поддршка. Многу ни е битна неговата поддршка, дека ако немаш медиум, немаш ништо. Да, така. И така да се надевам со Божја помош дека ќе направиме нешто убаво. И јас се надевам и ви посакувам успех. Ако имате уште нешто да додадете или тука да го завршиме овој подкаст, Ништо. и можеме и да видиме дел од неколку сегменти од вечерта која што се случуваше. Валери го има снимано тоа и може да ги подсетиме граѓаните, да. Да, може да се пуштат, затоа што повторно ќе кажам, тој е настан кој навистина сите настани посебно задоволствени причини, посебно на нашите делчевчани и гостите кои дојдоа, ние и гости од страна кои дојдоа да не слушаат и да не видат, што посебно ми е драго. Така што мислам дека ја постигнавме целта и тој настан ни даде подстрек и желба и понатаму да работиме и ќе кажам, тој грандиозен настап нема да биде осамен, значи во меѓувреме ќе работиме да се случат уште некои помали настани од локален карактер, се со цел да ја афирмираме уште повеќе музиката во Делчево и да допринесеме младите да почнат многу повеќе да се бават со музика. Јас можам ли да кажам дека во музичкиот клуб Миле Спасовски не сме само ја и Николчо. Голема благодарност до сите кои што учествуваа во организацијата, а тоа е Ванчо Спасовски Чарли, Љупчо Спасовски Шанса, Зоран Стојковски, Тони Милчевски, Славчо Стојменовски, Дејан Митевски, Да. Ванчо Ѓорѓиев, Топе, подсетиме некои други да не испадне дека ја и ти сме сетали. Вие сте лице за односи со јавност. Вие се Попчевски. Бранко Попчевски. Добро, како Голема што рече благодарност до Бранче. Сунчица, ние сме како потпароли на музичкиот клуб овластени да можеме да најавуваме настани. Да, Да не Така што- забораваме Мора да има и Мендерес Садулов, мислам дека беше Садулов, да, Мендерес. и многу други Ние се тие кои што да. бевме во групата и кои што стално држевме состанок, значи тие кои што дадовме белек на организацијата за репертоар по Бечето. Ако некој сум го забравил, нека ми Нека не се извини, да. најавиме на следниот подкаст. Сепак како потпароли на музичкиот клуб Миле Спасовски ќе го имаме таа чест и задоволство да ве информираме до каде се подготовките и да откриваме полека за каков настан се работи и
Така, ние да откриваме на Делчевчани и на пошироко, не само на Делчевчани. Ви благодарам уште еднаш. Благодариме и ние. Се надеваме дека во скоро време повторно ќе се видиме со нови информации и со убави работи. Така, ви благодарам. Се движат работите и дека настанот ќе се случи. Така, ви благодарам. Се надевам ќе успеете во вашата цел и во иднина. Секако ќе бидете поканети и вие и Делчо 365 и на некои од наредните состаноци да присуствувате, да видите и полека да откриваме како ќе се одвива настанот, за каков настан станува збор и што ќе се случи. Така, благодарам уште еднаш. Вас, почитувани, и ви благодарам за вниманието и се гледаме во следното издание на подкастот на Делчево 365.